Општина Кочани планира да побара словенечка финансиска помош за решавање на дел од давачките на електричната енергија во комуналното предпријатие Водовод. Намерата е да се реализира планот за поставување фотоволтаична централа со која ќе се добива струја од сопствено производство, а што ќе влие врз ублажување на трошоците во работењето. Веќе е изготвена предлог одлука со која општината ќе аплицира на повикот за развојни предлог проекти во рамки на меѓународната развојна соработка на Република Словенија. Се работи за повик на кој можат да аплицираат апликанти од нашата држава, а чиј носител е Центарот за меѓународна соработка и развој на Република Словенија. Центарот за меѓународна соработка ќе го финансира спроведувањето на проектот до максимум 50% од вкупната сума на проектот. Општина Кочани треба да придонесе со сопствено учество, односно кофинансирање на проектот со средства од сопствениот буџет. Максималниот износ што би го кофинансирала општината е 50% од вкупната сума на проектот, а истиот ќе зависи од договорениот износ согласно Законот за јавни набавки. Претходно веќе беше утврден приоритет на проектот намалување на загубите на вода во водоснабдителниот систем и искористување на соларната енергија во јавното комунално предпријатие во Кочани. Со тоа се овозможува Водовод да бара поддршка за негово реализирање. Согласност на одлуката за аплицирање до словенечката влада треба да даде Советот на општина Кочани на 16-та седница, што е закажана за 31 август. Советот на општина Кочани на предстојната 16-та редовна седница повторно ќе разгледува предлог за измена на одлуката за основање на јавното предпријатие за стопанисување и одржување на јавното осветлување Светлина КО 2022. Меѓу 30-тината точки од дневниот ред што се предложени за седницата е и оваа, која веќе се разгледуваше и на 14-та и на 15-та седница што се одржаа во јули. Со тоа, во период од само месец и половина, дури 3 пати се предлага измена што треба да добие поддршка од советниците. Очигледно е дека временските рокови за основање на предпријатието не биле добро испланирани, па ако на почетокот се предвидуваше дека за тоа ќе бидат потребни 2 месеца, брзо се уведе дека процедурата нема навреме да заврши. Поради тоа беше побарано продолжување на 4 месеци, односно 120 дена. Сега, од општинската администрација повторно се пишманат и бараат уште едно пролонгирање на 5 месеци, односно 150 дена. На минатата седница на Советот на општината имаше обид да се даде образложение зошто се бара пролонгирање на одлуката за основање на јавното предпријатие, но и покрај тоа, таа не доби поддршка од советниците. Бидејќи на седницата одржана на 9.7, Советот даде согласност на статутот, меѓутоа претходно по формирањето, по изборот на управниот одбор на јавното предпријатие веднаш беше свикан, меѓутоа претходната седница на која беа именувани членовите на управниот одбор, терминот на седницата заедно на координација и со координаторите го усогласуваме терминот за одржување на седница со цел сите членови на Советот да можат да учествуват и да бидат присутни на седницата. Меѓутоа на тој начин направивме пречекорување од 2 дена. Разликата е 2 дена. Да. Бараме разбирање и поддршка. По поединечното гласање на советниците, измената на одлуката за основање на јавното предпријатие не доби потребен број гласови. Сегашното барање истата одлука да се разгледува и по трет пат и понатаму остава чудење и отворено прашање како општинската администрација не можела да предвиди дека првин 2, па уште 2 месеца ќе бидат малку да се сработи задачата, а сега бара уште 1 месец плюс. Оправдување за тоа не можат да бидат годишните одмори, затоа што ако се работи за итна и неодложна потреба, тогаш надлежните од администрацијата задолжени за обврската можеле да го одложат летувањето за одмор на есен. Општина Виница почна постапка за обезбедување нафта за затоплување за јавните институции што се под нејзина надлежност, а за што е распишан јавен повик за избор на снабдувач. Се планира пред престојната грејна сезона да се обезбедат потребните количини нафта за основното училиште Славчо Стојменски, за детската градинка, за библиотеката, за Центарот за социјални работи, за просториите на локалната самоуправа и за Домот на културата.
Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидените максимални потреби изнесуваат 45.000 литри. Иако не е објавена проценетата вредност на набавката, според актуелната цена на екстра лесното масло за грејење би се потрошиле околу 4.200.000 денари. Најголеми потреби за течниот енергенс се планирани за детската градинка Гоце Делчев, каде се неопходни околу 15.000 литри. За затоплување на просториите на локалната самоуправа и на основното училиште Славчо Стојменски ќе отпаднат 12, односно 10.000 литри. За Центарот за социјални работи се планирани 5.500, за библиотеката 2.500, а за Домот на културата 500 литри нафта. Во јавниот повик е нагласено дека овие количини се максимални, а локалната самоуправа на Виница не е обврзана да ја нарача предвидената вкупна количина за секоја од институциите. Тоа значи дека испораката ќе зависи од потребите на субјектите корисници. Општината, која се јавува како нарачател, се обврзува дека испорачаните количини ќе ги плати во рок од 30 дена. При тоа не е предвидена корекција на цените, односно тие ќе бидат фиксни според договорениот износ во текот на целиот период додека трае договорот. Испораката на нафтата за затоплување ќе се реализира сукцесивно според потребите на корисниците. Во основното музичко училиште Ристо Јуруков продолжува запишувањето нови ученици за учебната 2022-2023 година. Веќе е објавен вториот уписен рок, при што учениците ќе можат да се запишат во 9-годишно основно музичко образование за инструментите пијано и виолина. Ова се однесува за учениците кои во престојната учебна година во основното училиште ќе бидат прво одделение. Исто така, во вториот уписен рок ќе можат да се запишат и нови ученици во 6-годишно основно музичко образование за инструментите гитара, флейта, хармоника и традициски инструменти. Ова се однесува за учениците кои во престојната учебна година ќе бидат четврто одделение во основното образование. Вториот уписен рок за запишување во основното музичко училиште Ристо Јуруков ќе трае до 31 август. Запишувањето е секој работен ден од 9 до 12 часот во просториите на училиштето во спомен домот Асном. Од оваа образовна институција истакнуваат дека потребни документи за упис се копија од извод на родените и желба за другарување со музиката. Виничкиот фудбалски второлигаш Слога 1934 ги освои бодовите во заостанатиот надпревар од првото коло во новото првенство во втората лига. На гостувањето во Велес против Борец, Слога забележа победа од 2:1. Во интересен надпревар гостите од Виница заслужено победија, постигнаа 2 гола, а Борец само 1. Со тоа виничани ги освоија 3 бода на гостувањето уште на стартот на сезоната. Бобан Тасевски во 9-та минута го откри резултатот и му донесе водство на својот тим. Во 44-та минута беше 2:0 за Слога. Голот го постигна Дарко Николов. На почетокот од второто полувреме, односно во 49-та минута, домакините со погодокот на Дамјан Николовски намалија на 2:1. Тоа беше се што сторија нови надпревар и резултатот се покажа како конечен. Со одигрувањето на заостанатиот надпревар се комплетираше првото коло, а мечевите од второто во новата сезона на единствената втора македонска фудбалска лига се закажани за сабота. Во ова коло Слога на домашен терен ќе се сретне со тимот на Караорман од Струга, кој во првото коло како домакин загуби од Воска Спорт.